Централен дневник на К1, добро вечер. Еве ги настаните кои го одбележаа денот. Денеска во општина Велес Советот на млади ја одржа својата прва свечена седница. Повеќе од 400 жители на општина Росоман вработени во Дрексел Маер во Кавадарци. Градежните активности продолжуваат во Велес. Советот на млади на општина Велес денеска одбележува една година од своето функционирање. Нивна основна цел е младите заедно да помогнат во креирањето на иднината. Во дневникот во 16:30 колешката Катерина Нацева разговараше со председателот на Советот на млади Филип Спирковски. Да погледнеме дел од разговорот. Одржавме својата прва свечена седница на Совет на млади, каде што целта ни беше да презентираме се она што имаме сработено во изминатата година. Значи, наша доста проекти, низа на активности изработивме оваа година. Можем да напоменам неколку поголеми. Проектот за здрави навики, здрав живот, каде што го реализиравме заедно со студентскиот парламент при Технолошко-технички факултет Велес. Успеавме да анкетираме преку 1200 млади средношколци и студенти за нивниот начин исхрана, спортување и други активности. Потоа истите беа повикани на едукации. Заедно реализиравме неколку спортски активности. Изминатиот период реализиравме летна школа за млади копаничари и етноработилници, каде што беа вклучени преку 70 млади ученици од основното и средните училишта, каде што имаа можност 10 дена активно да ги изучуваат традиционалните занаети што се негувале во Велес. Така да Советот на млади има една цел да реализира активности и едукации, каде што младите ќе бидат сплотени, ќе се вклучат повеќе во работата и во донесувањето на одлуки на локално ниво. Исто така сакам да користам оваа прилика да ја поздравам градоначалникот на општина Велес господин Славчо Чадиев и председателот на Совет на општина Велес господин Александар Колев, каде што ни ја даваат целосната поддршка на Советот. Се надевам дека во иднина ќе имаме поддршката од нив. Можеме ли да потенцираме овде некои од активностите каде што младите најмногу се пронаоѓаат и што е всушност она што ги исполнува нив? Така, значи, младите највеќе сакаат да се вклучат во спортот. Затоа и годишната програма која ја донесовме за оваа 2016 година, ставивме фокус повеќе на спортот, но не ги исклучивме едукациите и обуките кои што им требаат на младите за понатамошниот живот. Овде можам и да се надоврзам и да споменам дека нивната соработка не е само на локално ниво и во Македонија, туку се проширува и надвор од границите на Македонија. Доказ за тоа е и денеска подпишаниот меморандум со општина Долни Милановац од Република Србија. Со мене го имам како соговорник председателот на иницијативата за млади Сакам можам. Која е вашата цел и од каде идејата да додете токму во Велес? Чест и задоволство ми е што сме дел од оваа убава работа што ја креира Советот на млади на општина Велес. Идејата за овој меморандум е да оствариме соработка на повеќе полиња, како што се култура, спорт, размена на студенти, затоа организираме заеднички конференции и семинари и како главна цел е збратимувањето на општина Велес и Мајданек. Повеќе од 400 жители на општина Росоман се вработени во Дрексел Маер во Кавадарци. Германската фабрика постојано најавува нови вработувања, а представува водечка фабрика по бројот на вработени во земјава.
Во фабриката за автомобилски делови германски Дрекселмаер се вработуваат и жителите на општина Росоман. Иако фабриката е лоцирана во Кавадарци, покрај Кавадарчани, таму свое вработување најдоа и многу жители од околните градови. Германски Дрекселмаер постојано најавува нови вработувања, а представува водачка фабрика по бројот на вработени лица во земјава. Мора да кажам дека посебно задоволство е отварањето на фабриката Дрексел во Кавадарци, кој што се граничи со општина Росоман на самата гранична линија на општина Росомане, каде што вработува најдоа скоро и не скоро него повеќе од 400 жители на Росоман. Во последните години општина Росоман бележи значителен напредок во полето на инвестициите, кои пак обезбедуваат работни места за локалното население. Неодамна германски инвеститори беа во посета на Росоман, при што ги разгледувале можностите за инвестирање. Учениците од средното стручно општинско училиште Колене Делковски имаат можност за практична настава во компанијата за автомобилска индустрија Маркарт. По завршувањето на практичната настава, компанијата на средношколците им нуди и вработување. Уште една можност за средношколците од средното стручно Колене Делковски. Покрај практичната настава во компанијата за метална индустрија Брако, ќе може да извршуваат практична настава, овој пат и во компанијата за автомобилска индустрија Маркарт. Директорот на училиштето Боро Ристовски вели дека учениците директно ќе се запознаат со работењето на оваа компанија и нејзиното производство. Наши ученици реализираат практична настава кај нив. За истите ќе бидат обезбедени солидни услови, превоз, храна и се што е потребно, значи станува збор за еден поинаков вид на практична настава. Покрај запознавање и директно вклучување во производствениот процес, компанијата по завршувањето на практичната настава на средношколците им нуди и вработување. Учениците кои што по завршувањето не сакаат да одат на високо образование, им нудат вработување, а за учениците ова е посебно нели за оние кои што ќе бидат кај нив на практична настава, тие што ќе сакаат на високо образование ќе дадат стипендии за истите. Ова е уште еден пример каде компании се заинтересирани за соработка со средни стручни училишта. Имено пред неколку недели и компанијата Брако потпиша меморандум за соработка со средното стручно Колене Делковски. Дел од учениците ќе одат на платена практична настава во оваа компанија, а дел на платена практична настава во Евана. Градежните активности продолжуваат во општина Велес. Интензивно се работи на уредување и реконструкција на улиците, но и зголемување и модернизација на зелените површини. Продолжуваат градежните работи во општина Велес. Според предвидената програма на локалната самоуправа и градоначалникот Славчо Чадиев, локалните улици во општината ќе добијат нов лик. Ваквите инфраструктурни активности потекнуваат од граѓаните, а локалната самоуправа ги реализира. Екипите од денеска заминуваат во Бузалково, ќе работат на една улица од околу 400 метра на Долно Мало, како популарно што го нарекуваат они, значи континуитетот на работењето на општината во средувањето на инфраструктурните потреби на граѓаните на Велес продолжува онака токму како што бевме договорени на состаноците со урбаните и местните заедници и по програмата на градоначалникот. Според градоначалникот Чадиев, отпочнатите градежни работи се одвиваат според планираната динамика. Надлежните од општинската администрација одблиску ги следат работите. Ке работиме крак од улицата Павел Шатев, ни остануваат два крака таму кај што треба имотно-правните односи да бидат расчистени, бидејќи улицата поминува улиците краците минат низ приватен имот. Додека тука продолжуваме што уште една улица да асфалтираме, тоа ќе биде улицата што ја поврзува населбата Сивиот дом. Дефинитивно и граѓаните на Сивиот дом ќе добијат улица, асфалтирана улица, за да на крајот на годинава, доколку ни дозволат и временските прилики, завршиме со улицата Румена Хаджипанзова и дефинитивно председателот ќе потврди дека ни останува само хабитат и завршуваме со населбата тунел у сегментот на обезбедување улици за комплетна населба. Покрај бетонирањето и асфалтирањето на улиците на територијата на општина Велес, јавното комунално претпријатие Дервен поставува и обновува водоводна и канализациона мрежа.
Повардарската епархија по 9-ти пат организира бесплатна крштевка во водите на реката Бабуна. Крштевката ќе се одржи на 16 јули, а сите христијани кои не се крстени, а се на возраст над 15 години, да се пријават во Повардарската епархија. Бесплатна групна крштевка организира Повардарска епархија, која ќе се одржи на 16 јули во водите на реката Бабуна. Со чинот на светата тајна крштевање ќе чиноначалствува владиката Агатангел заедно со свештенослужителите на Повардарската епархија. Се повикуваат сите христијани кои не се крстени, а се на возраст над 15 години, да се пријават во Повардарската епархија. Крштевањето представува едно од поголемите свети тајни. Тоа представува духовно раѓање на човекот. Онака како што човекот се раѓа телесно само еднаш, така може само еднаш и да се крсти, односно духовно да се роди. Нема поголемо нешто што Бог ни го дал нам на христијаните од чинот на крштевањето. Пред крштевањето на луѓето се крштева водата во која потоа истите се потопуваат, облечени во бела кошула, како символ на светлина и чистина. Со ова свето миро се помазува челото, се помазуваат очите, се помазуваат ушите, се помазува градите, рацете, нозете. И сето во тоа има символика. Главата за да може да размислува духовно, очите да гледаат кон духовното осветлување, ушите да го слушаат духовниот развој, раците и нозете да се движат кон вистинскиот пат кој што го посветил Христа Бога. Крштевањето не се наследува. Тоа е духовен препород. По крштевањето, христијанинот треба во текот на животот да се докажува како вистински христијанин. Меморијалната манифестација Денот кога се роди добриот човек ќе се одржи утре по 5-ти пат во градскиот парк во Кавадарци. Манифестацијата е посветена на Дејан Костов Лиса, урбан лик од Кавадарци, соработник на недобрите кавадаречки уметници. Утре во градскиот парк во Кавадарци ќе се одржи 5-то издание на меморијалната манифестација Денот кога се роди добриот човек. Манифестацијата е посветена на Дејан Костов Лиса, урбан лик од Кавадарци, соработник на најдобрите кавадаречки уметници. Овој мултимедијален настан е во организација на долгогодишните пријатели и соработници на Дејан Костов Лиса, денес собрани во Сдруженијето за алтернативна култура Алтер Центар од Кавадарци. Низ досегашните изданија на оваа манифестација провејуваше урбаната култура со учество на познати рок музичари од Кавадарци и Македонија, како и познати кавадаречки, урбани поети, ликовни уметници и актери. Манифестацијата се одржува под отворено небо и досега освои повеќе градски простори во чии рамки особено место добија младите уметници од различни дејности, па така и годинава ќе се случи спој на младоста и искуството. 5-то издание на Денот кога се роди добриот човек ќе донесе рок музика во Unplugged изведба на кавадаречкиот супер рок бенд Бадасал Трио, ликовен перформанс предводен од младиот кавадаречки уметник Трајче Јованов, урбана поезија, актерски моменти и друго. Меморијалната манифестација Денот кога се роди добриот човек ќе започне во 19 часот во градски парк Кавадарци, на платото под Винската куќа. Министерот за одбрана на Република Македонија Зоран Јолевски на вчерашниот самит на НАТО во Варшава оствари повеќе билатерални средби со министрите за одбрана. 3 лица од Скопје и едно од Тетово се уапсени како поранешни припадници на ИСИС, а 3 лица се недостапни на органите на прогонот. Вести од Македонија. Министерот за одбрана на Република Македонија Зоран Јолевски на вчерашниот самит на НАТО во Варшава оствари повеќе билатерални средби со министерите за одбрана на земјите членки на Алијансата. Јолевски на одвоените средби со министрите за одбрана на Турција, Естонија, Италија и Шведска посочи на фактот дека Република Македонија го заслужи местото како полноправен член на НАТО. Со спроведените реформски зафати, учеството во мировните мисии предводени од Алијансата,
потврдената интероперабилност со армиите на земјите членки за време на НАТО војната вежба Анаконда, како и фактот дека Македонија и НАТО ги споделуваат истите вредности и цели на глобално ниво. Како мирот, демократијата и безбедноста, ние јасно покажавме дека местото на Македонија е во НАТО, порача министерот Јолевски. Министрите за одбрана истакнаа дека ја поддржуваат Македонија во незините аспирации да стане дел од алијансата. Уапсени се 3 лица од Скопје и едно од Тетово, поранешни припадници на ИСИС, а 3 лица се недостапни на органите на прогонот. Ова акција се случи утрово, како што информираат надлежен јавен обвинител од основното јавно обвинителство за гонење, организиран криминал и корупција, донесе наредба за спроведување на истрага за 7 лица припадници на ИСИС. На осомничените им се става на товар кривично дело терористичка организација. Од Министерството за внатрешни работи информираат дека поднесена кривична прива против 7 лица на возраст од 23 до 38 години поради сомневања за учество во терористичка организација. Од нив 5 се со живеалиште во Скопје, а еден од Тетово и еден од Куманово. На претресот биле одземени лични предмети, меѓу кои лаптоп, телефони, а пронајдена била и мајца со надпис на арапски јазик што гласела «Исламската држава е вечна». Според информациите, осомничените учествувале и во напади во Сирија и Ирак. Нема да има второ гласање. Британската влада им одговори денеска на над 4 милиони граѓани во државата кои потпишаа петиција за втор референдум по спроведениот на 23 јуни. Секој човек кој е потпишал петицијата добил имејл од Министерството за надворешни работи, во кој се наведува дека, како што изјавил премиерот на 27 јуни, референдумот бил најважниот начин за демократијата во британската историја, во кој учествуваа над 33 милиони луѓе кои гласаа. Во продолжение останатите вести од светот. 25-годишниот Мајка Хавиер Џонсон, воен ветеран, кој служел во Авганистан, е осомничен за нападот во Далас, во кој загинаа 5, а беа ранети 7 полицајци, соопшти американската војска. Шефот на полицијата Дейвид Браун изјави дека напаѓачот бил наводно вознемирен поради убиствата на двајца афроамериканци оваа недела и сакал да убива бели полицајци. За сега сите мотиви се на маси и се уште не знаеме зошто ова се случи. Тој бил вознемирен поради загинатите луѓе во Луизијана и Минесота. Сакал да убива белци, особено бели полицајци, изјави Браун. Осомничениот кој подоцна бил убиен од полицијата, на преговарачите им кажал дека не е поврзан со ниедна група и дека действува сам. Браун додаде дека осомничениот бил убиен со помош на роботот кој детонирал експлозив во близина на неговата локација. Шефот на полицијата потврди дека тројца други осомничени за пукањето се уапсени. Холандската полиција опси 2 лица за кои постои сомнеж дека се поврзани со нападите во Париз лани во ноември и во Брисел во март годинава, јави ДПА. Како што соопшти јавното обвинителство од холандскиот град Ротердам, двете лица се уапсени затоа што отпечатоци од нивните прсти се откриени на торба со муниција пронајдена во домот на еден од соучесниците во нападите, французинот Анис Б. Двајцата уапсени на возраст од 30 и 32 години се осомничени дека ја обезбедувале муницијата за извршување на двата терористички напади. Анис Б бил уапсен по претресот на неговиот стан во Ротердам во март годинава, пошто подоцна Холандија им го предаде на француските власти, кои го сомничат за вмешаност во ноемвриските напади во Париз, при кои загинаа 149 лица. Тој исто така е осомничен и за вмешаност во нападите на аеродромот и една метростаница во Брисел на 22 март годинава, кога загинаа над 30 лица. Денеска имаме сончево време со мала до умерена облачност и со слаб до умерен ветер. Температурата се движи во интервалот 26 до 33 степен. Во текот на утрешниот ден се очекува да има локална нестабилна облачност која ќе биде проследена со дожд и грмежи. Ова е последната информација од Дневникот. Пријатно и останете со програмата на К1 телевизија.